добре дојдовте назад. Време е да почнеме со следниот час по биологија за 7 оделение. Денешниот час за 7 оделение е вовед во нашата животна средина. И повторно страна во учебникот 64, а поимите кои што ќе ги обработиме се екосистем, биотоп, биоценоза и ќе се запознаеме со абиотичките и биотичките фактори. Интересно. Ајде да видиме. Се малку, ова се веќе биолошки поими кои што треба навистина да им се даде на значење и да се објаснат детално. Така. Почнуваме со тема од екологија, наука за односите кои што ги имаат живите организми меѓу себе во природата. И прв поим кој што треба да го објасниме, тоа е екосистем. Ако кажеме дефиниција за екосистем, ја читаме тука, можеме да ја прочитаме. Функционална поврзаност на живиот и неживиот дел на животната средина. И малку е нејасна. Дефиниција, како и секоја дефиниција, не можеме да кажеме дека ни е јасна и секогаш ги учиме нели така напамет, а не е убаво така. Треба убаво да си со разбирање да си ги научиме, затоа ќе си ги објасниме сите овие зборови кои што ги кажавме во дефиницијата. Жив и нежив дел. Жива и нежива природа. Така. Нежив дел. Живеалишта. Да, мора само да... Јас се извинувам. Не знаев дека е... Така. И сега. Второто. Ова сме. Да. Можете. Може вака да го прикажуваме, Добро. за да не се... Живеалишта, нежив дел и жив дел, животна заедница. Во биологијата, во екологијата, живеалиштето се нарекува биотоп, Така. а животната заедница биоценоза. Биоценоза. Заедно биотопот и биоценозата го даваат екосистемот. Сега убаво е да се запознаеме со различни видови на екосистеми. Еве тука повторно преку фотографии е дадено што значи живеалиште, што значи нежив дел, што е живеалиште, односно што е животна заедница или биоценоза. Така. Значи, местото каде што живеат организмите и каде владеат посебни еколошки услови се нарекува биотоп. Биоценоза представуваат сите живи организми кои што живеат на точно определено живеалиште. И јас тоа умеам да секогаш да ги прашам учениците што представува нивниот дом, нивната куќа. Така, тоа е живеалиште. Така, живеалиште, а ние луѓето кои што живееме во тој дом, како заедница, тоа би било животна заедница. Животна заедница. Ете така и заедно си правиме екосистем. Така. Ете така. Исто и во природата. Само што во природата владеат одредени услови и одредени односи. Живеалишта, примери за живеалиште може да биде поток, бара, морски брег, ливада или пасиште. Додека пак за животна заедница, микроорганизми, растенија, животни. Заедно, еве го прават екосистемот и примери за екосистем се пустина, море, шума, тајга, тундра и така натаму. Значи заедништвото на живиот и неживиот дел кој што е на одреден поголем простор. Така. Еве имаме езеро тука. Екосистем езеро. Еве што би представувал неживиот дел, односно биотопот. Па водата, бидејќи сам нежива, оди во неживиот дел, а живиот дел се сите тие што живеат, да речеме таму. Така, но не сме ограничени точно на одреден дел, туку сите оние организми кои што живеат во езерото. Така. Заедно го прават, еве го прават езерото како екосистем. Интересен е примерот и со морски екосистем. Имаме исто биотоп, неживиот дел, водата, песокот, морското дно, ете така. И биоценозата, сите живи организми, вклучувајќи ги нели растенијата и алгите, и рибите, мекотелите и така натаму, сите они кои што живеат таму и заедно го прават екосистемот море. Така. Следен. Еве овде убаво е да се одреди биоценозата на секое живеалиште во морето. Еве, затоа велам, морето како екосистем може да се подели на повеќе живеалишта, односно морски брег, морско дно, слободна вода каде што живеат живите организми. И еве овде, например, да ги кажеме на морското дно, која биоценоза живее на морското дно. Сите овие што се
ова е морска звезда. Така е. Овие се некои алги, има риби. Тоа се сунгери од страната. Сунгери се од страна. Корали. Корали, да, Ете, сето така. тоа се биоценоза. Така. Водата, песокот, дното се Биотоп. биотоп и Така. тоа ствара екосистем. Точно така. Сега. Опа. Одиме следно. Ете така. Како што кажав, во одреден екосистем постојат, односно во природата постојат различни еколошки фактори. Овие фактори се поделени во две групи. Едните се биотички, другите се викаат абиотички. Дали можеме да овде пишува, но пак да ги кажеме. Што значи биотички фактор? Биотички фактор од жива природа, Така. а биотички од нежива природа. Што значи тоа од жива природа? Ете пишува дека се односите помеѓу живите организми. Точно така. А во абиотички се влијанијата на неживата материја. Точно така. Факторот кој зависи климата. Така. Аха, добра. Така. Структура на почва, температура, интензитет на светлина, надморска висина, загадување, киселост, влажност, сето ова кое што е неживо, а сепак влијае. Точно фактор така. И најчесто во клима, екосистемот. сите овие фактори спаѓаат во клима на одреден простор. Биотички. Односите кои што се случуваат помеѓу организмите, а абиотички односите кои што неживиот дел, неживата природа, климата влијае врз живите организми. Ги дава како околности, како Така. услови. И овде имаме многу интересни примери за биотички фактори, а тоа се конкуренција, симбиоза и предаторство. Конкуренција значи кога организмите си конкурираат меѓу себе. Аха. Имаме, например, конкуренција за територија Така, и најчесто. конкуренција за храна. Но имаме и конкуренција за при размножување. Па овде имаме борба на два елени за територија и за женка. И кенгурите го имаат истото тоа. Ете, така. Баш буквално се борат за жени. Така. А еве тука имаме многу интересен пример кој што не се воочува баш многу на фотографијата, но ќе забележиме, ќе ви објаснам. Борба за храна. На еден лист видите колку гасеници. И сите тие гасеници се борат помеѓу себе за храна, кој повеќе ќе изеде затоа што навистина им е неопходна. И тоа е конкуренција или компетиција, се нарекува биолошки. Следното нешто, Опа. може нагоре, надоле. Следното е симбиоза. И тука имаме три различни односи. Првото се нарекува во биологијата мутуализам, второто коменсализам и третото паразитизам. Убаво пишува тука мутуализам, кога двете единки имаат некаква корист помеѓу себе. Лишаите се такви, обично децата не ги знаат лишаите вака како изгледаат, бидејќи нели во шумите се наоѓаат и мисла дека е еден организам и тој е еден организам, но внатре во лишаите еден дел од лишајот представува алга, модрозелена алга, а другиот дел е габа и си живеат заеднички во симбиоза. Исто така цветот и пчелата живеат во мутуализам. Да. Затоа што и двајцата имаат корист. Имаат Цветот, потреба еден од друг. Овде да ја објасниме потребата, затоа што малку е нелогично. Модрозелената алга создава храна преку фотосинтеза, затоа што има хлорофил, а габата ги црпи од почвата, знае да ги распадне дури и карпите и да црпи од почвата потребните неоргански материи за да може да се одвива процесот на фотосинтеза. Затоа се толку поврзани еден со друг. Вториот пример е коменсализам и тука имаме риба ајкула и многу рибчиња околу. Само овие, иако ајкулата нели е страшно животно, сепак овие живеат околу неа. На ајкулата не им смета, нема никаква корист од тие риби, но рибите седат тука околу неа, се залепени дури за ајкулата,
по телото и ја користат целата храна која што ја останува на ајкулата при јадење, значи сето нешто останува како вишок кој што не успева да го изеде, тие го користат. Или може и ајкулата ги брани од другите риби. Исто, но тоа го знаете од секојдневието, околу некое растение има нели лијан или бршлен кој што расте околу растението. На растението не му смета, а бршленот се прикрепува постојано бидејќи нема силно стебло, се прикрепува за растението. И последното е паразитизам. Овие се така, едниот има корист, другиот има штета и затоа не ги сакаме баш. И тука имаме пример со крлеж и намерно е ставен овој пример, затоа што нели опасно секогаш имаме кога шетаме во природа, да не случајно ни се закачи некој крлеж на нас, заради тоа што крлежите се организми кои што се закачуваат на кожата на луѓето или на животните, се хранат со крвта која што прават отвор, нели, и се хранат постојано. И тие си имаат корист, а ние имаме штета заради тоа што може нели некоја ни треба, не е убаво да добиеме нели симптоми, има одредени симптоми кои што се добиваат од крлежите. Ето така. И последниот пример е предаторство, кога имаме плен и предатор. И тука имаме два примери кога змија нели се исхранува со газела, а таму лавица која што напаѓа бафало и тука ги имаме овие односи помеѓу организмите. Сега треба да кажеме дека кога действуваат абиотичките фактори, секој организам си одреден опсег на поднесување. Што значи тоа во превод да го преведеме? Тоа значи, еве пример со кокошката. Таа ги лежи своите јајца за да создаде нови пилиња. Така. 21 ден трае, нели, одгледувањето на овие на малите пилиња, но треба одредена температура да има постојано. И затоа таа не станува само да се исхрани или па да пие вода. Заради тоа, затоа што треба постојано да ја одржува температурата на јајцата за да можат ембрионите што се внатре да се развијат во пилиња. И вика, минимум треба 26 степени, максимум 40 степени. Во тој диапазон може пилињата да се развиваат, но под не може, ниту пак над оваа температура не може. 36 до 40 е оптимум кога имаме убави, здрави пилиња кои што ќе се создадат. Интересно. Ете така. И овде имаме различни фактори, нели, биотички и абиотички и можеме сега да ве активирам вас малку. Може. Ајде. Јас само зборувам за да не испадне само дека зборувам. Имаме две групи, абиотички и биотички фактори. И сега да ги вметнеме овие. Надморска висина, тоа е абиотички. Точно, браво. Ветер, исто абиотички фактор. Точно така. Конкуренција во биотички фактор. Точно така. Кислород во вода, абиотички фактор. Така, да. Предаторство е биотички фактор. Точно, ги одбираш само биотичките. Па така одам поред, еве, влажност на воздух во шума е во абиотички фактор. Точно така. Симбиоза биотички. Така. Сончева радиација абиотички фактор. Паразитизам е во биотички фактор. Точно. Исхрана со растенија е исто биотички фактор. Достапност на вода абиотички, така. влажност на почва абиотички. Одлично. Ви благодарам многу наставнички. Дали имаме некоја домашна задача за Оваа табела може да ја напишат учениците и да ги групираат факторите во биотички и во абиотички. И доволно е за оваа наставна содржина. Одлично. Ви благодарам. Ние сега ќе одиме со еден краток джингл, па потоа ќе се вратиме повторно во нашата ТВ училница.